Реформи, а не предвремени парламентарни избори. Ова е пораката која од Скопје испрати првиот човек на директоратот за соседство и преговори со Европската унија Кристијан Даниелсон до македонските власти. Според него Европа е импресионирана од храбрите чекори на политичките лидери во Македонија, подпишувањето и ратификацијата на Преспанскиот договор, меѓутоа тој вели дека моментумот мора максимално да се искористи и до јуни да се видат видливи резултати во реформскиот процес. Приоритет, како што вели Даниелсон, остануваат реформите во правосудството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, безбедносните служби и администрацијата. Остануваме силно посветени да ги поддржиме напорите за испорачување на реформи и се разбира дека работиме во правец на важните одлуки кои што ќе бидат преземени во јуни оваа година. Во целиот овој пат кој Македонија ќе го оди кон Брисел, детално ќе се следи работата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Според Даниелсон, антикорупцијска која е во процес на формирање, ќе биде многу важен елемент во новиот извештај. Антикорупцијата ќе биде еден многу важен елемент во нашиот извештај, извештајот на Европската комисија. Сега нема да излезам, нема да споделам ништо во врска со нашата проценка, меѓутоа тоа што знам е дека законодавството поврзано со антикорупцијата веќе, значи законот беше усвоен во собрание. Даниелсон предпладнево се сретна со премиерот Зоран Заев и неколку министри во владата. Заев на состанокот истакнал дека 2018 е година на историско значење во која се затвори спор долг 2,5 децении. Премиерот изразил уверување дека новите стандарди кои ги постави владата ќе продолжат и ќе се засилат и тоа ќе биде најголем аргумент за Република Македонија да оди напред кон интеграција во Европската унија.